Кај е шефот Б? Пишман, не доаѓа. Нема везе, бе, не разбирате. Fashionable, лејте, че. Кај сте бе, дечки? Што сте волку даун бе, дајте малце поживо, пролет дојде. Пролет дојде, колку што дојде живот у Македонија. Еј, дечките, малце побрзо, не е многу време. Кажете што ќе се снима денеска, кој што ќе работи? Чеве, ја ќе дам кај министер на Одјунистан. Абе, ти не си лашка, ти не си ни новинар. Пошто го преката Ланчо да оди да прави муабет со еминентни луѓе, односно треба да прави муабет со директори на затвор. Јас ќе фатам било што ми дајете, затоа што цело време правам муабет со условно кажано генијалци. By the way, не можам да сватам како нема баланс помеѓу односот на новинарите во редакција. Вај, чао. Кај отиде бе? Што слушаш бе? Што слушаш? Ова ти е со лекар фармацевтски. Што сте филмот си да бе? Чеве, знаеш како се вика људо женско на турски? Како? Иврит. Имам нешто работа на изград, значи фатам нешто успут, ќе снимам, ќе јави се, кога ќе стигнат луѓето, јави се, ќе доам, имам брзо, ајде. Зашто така не озме бе? Абе работа имате бе, ало. Гледај што направи бе. Сифе, дирути редакција. Џанам шапка, шербет џамадам, јавна снија. Абе ти само избори без везе тука слушај, Жога, и така нема везе со ова. Дај пуштајте емисија и да брзам на лекар или фармацевт. Лека ноќ, 20 часот, Телма телевизија. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Ако заборавивте вчера, денес е вистинското време да ги вратите часовниците еден час наназад, со што добивате уште еден екстра час за преживување со истата плата. Така, Александар, вие ја гледате 26-та епизода на вчерашни, а поздрави до заедницата на Марк Закерберг, од каде во моментов одиме во живо. Останете со нас, еве што следува. Ексклузивно, што му пиша Владимир Путин на Јанко Бачев. Неверојатно, Ланчо отпатува во иднината. Дебата во вчерашни, за што служи новата владина алатка. Абе, работите вие нешто или 8 месеци собиравте фискални? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV кама на Peugeot. Далеку пред сите. Ете која е причината поради која ја готвам јас. Која е вашата? Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Биотеа, инспирирани од природата. Среќна вест за малкуте невработени твитерџии. Имено владата објави нов конкурс за вработување на советници во канцеларијата на премиерот Зоран Заев. Кои 6 твитерџии ќе бидат одбрани, уште не се знае, барем не во јавноста. Да, 6 советници ќе го советуваат премиерот Заев на области како транспорт и врски, мултикултурно општество и сличне п***чке материне. Платите на советниците се движат од 25.000 до 50.000, во зависност од тоа колку добри совети даваат. Се очекува значително да ја подобри состојбата во земјата, односно финансиската состојба на семејствата на овие 6 советници, што е и некој почеток во подобрување на состојбите. Ретко е многу, а не е халеевата комета. Што е тоа? Тоа е попис во Република Македонија. Имено Заводот за статистика најави дека ќе има попис кај да е во 2020 или во 2021 година. Леле. Долго очекуваниот попис ќе даде одговор на дилемите за тоа колку албанско население има, колку луѓе се одселиле и слично.
Како што велат од Заводот за статистика, овај попис ќе биде лесно спроведен и без некои поголеми оперативни трошоци, затоа што според сите статистички алгоритми и проценки, до тогаш пописот може да се направи и со броење на прсти од една рака на човек кој го загубил палецот. Ле. Среќна вест! Македонија не престанува да освојува титули. Најновата титула е со предзнакот Европски шампион. Имено Македонија е европски рекордер по бројот на бегство од затворите. Повеќе за ова во прилогот на Ланчо Пашазотов. Се наоѓаме пред казнено-поправниот дом Идризово. Тука до мене е директорот на ова институција, тоа е Радко Ќумезовски, човекот кој што е заслужен за ова институција да биде број 1 во Европа. Како е да се биде прв во Европа? Многу е тешко, бе. Нема сијалици, нема кревети, душеци, храна нема кој што треба за затвореници. Мислам, бедно, како да ти кажам, и таа звезда една што имаме за гостопримство, ќе дојдат и таа ќе ни ја земат. Така, држава до 35 години цигла нема дека стајано у затвор. Знам дека е многу тешко. Господине, двајца затвореници пробуваат да избегаат. Дечки, што правите ве на оградата, срамо да дојдете од врата кон нормални луѓе овдека пред камера ме брукате. Абе, дечко, тоа е, ни робијаши не се тоа. Ама зашто ги полега, застани, ти каде? Јас за Норвешка, управнику. Абе, имам во Осло едно дело за кражба. Цилјав на 5 години, а они две ми пресудиле, да. Слушај, фрли па некој муабет за мене персонала кој им треба, знаеш кој има најмек пендрак, барем ти знаеш. Ајде, идам да ги одлежам. Ајде, ти каде бе? Со среќа. Знаеш и каде идеш? Студио. Ајде бегај ти, ајде, искачи од тука. Затоа сме први во Европа. Сега сваќам, ми се појасни многу работи. Што прави овој? Дечко, што правиш бе со кантата и со душекот бе? Кај си тргнал? Што е она, на што ти личи? Види, ти кажам, смачено ми е више. 10 години се маткам по судови, не можам кој човек поштено да си ја одлежам казната. На што личи ово? Еви, душек си донесу, шо? А ова на што ти личи бе, дечко? На диско пак искочи менаџеров ќе те внесе. Ја не те разбирам бе, 300 души чека, ти шо мислиш, само ти си овдека за затвор. Ај, зимај кантата и бриши од тука. Сака да влезе во затвор. Абе, не се знае више која да кој пие бе. Значи, не е дека ние сме први у светот по бегство од затвор. Не бе, душо. Ние сме број 1 у неспособно судство, наместени пресуди, адвокатски дубари. Ние у тоа сме први. Не сме први у ова. Значи, нас ни треба таква клиентела, бе. Вие заедно ги собереш, нема 1000 евра дело. Нас ни треба клиентела, бе, големи играчи да дојдат звезди да ги дигнат малце на затворот. Вака на шо личи? Да. Ви благодарам. Моето мислење е дека Македонија во овој момент не е газот на светот, туку е црното под ноктите на светот. Студио? Трни се ти реков, не ме терај со снег да мамов, дека бегај бриши од тука. И неразбрани луѓе. Пак сака да влезе. Председателот на Единствена Македонија, Јанко Бачев, пред неколку дена упати честитка до Владимир Путин по повод неговата победа на председателските избори во Русија. Во писмото покрај честитките за изборната победа, Бачев безмалку ветува дека доколку стане лидер во македонската политика, ќе го сврти курсот на македонската надворешна политика од евроатлантски интеграции кон мајка Русија и Евроазиската економска унија. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во земјава е 23.850 денари и е нешто повисока од лани. Сепак, иако повисока, таа се уште е помала од потрошувачката кошница која изнесува 32.470 денари. Што значи, за да си ги задоволиме најосновните потреби месечно, ни фалат само 130 евра. Но да не должиме, Јели Салфета излезе на терен и ги праша граѓаните. Што мислат за потрошувачката кошничка? Тој што ги прави тие кошници, ама види да видиме дали исто може за мене да биде кошницата како за тебе. Ама погледни у очи само, разбираш, ништо не барам поише. Што мислите за потрошувачката кошничка од Завод за статистика? Статистика, што има? Зошто со инсинуација нешта за статистика сега ти тука? Што статистика кога нит се правел попис, нити некој знае што статистика, нешто 25%, некој бил више, некој мање да бил. Нека ме статистички. Значи 47% за храна и за пијалоци,
7% за хигиена и 3,3% за култура. Жити све. Парите од тутунот, кога ќе ги дадат? Кога ќе ги вратите парите од тутунот? Тоа да ги преште. Тоа е потрошувачка кошичка ќе ми правите мабет тука мене. Мора баланс да се најде. Не е проблем, ние све ќе прифатиме, само името да не се смени. Кошница да земат и да се ја пикнат у газ. Ја така ќе им кажем, ја се изгубат од тука, ненормални. Брзо да ти кажем, 3 сати веќе сум излезен од администрација, уште 1 сат имам пауза. Океј, дали ви стига платата за потрошувачката кошничка? Јас би ти одговорил и стварно брзам катастар, УЈП, едно друго. До сега ќе ми го одговоревте прашањето. Нареден пат смешни сте, иначе топ сте. Breaking news. Наскоро се вклучуваме на пресконференцијата на Единствена Македонија. Неверојатно стигнал одговорот на писмото што Јанко Бачев, председателот на Единствена Македонија, пред неколку дена му го прати на Владимир Путин. Писмо кое ја разбрани светската јавност и може да ги смени потенцијалите на Македонија за влез во НАТО. Добивам информација од режијата дека се вклучуваме директно на пресот. Во очекување на пресод во кое пред јавноста ќе се отвори писмото на Путин до Бачев, ние продолжуваме со другите содржини. Владата на Република Македонија представи нова алатка со која ќе може да се следат владините трошоци, со што ќе се добие поголема транспарентност во кои кафани се трошат буџетските пари и каде се шетале функционерите. Ова алатка е тема на вчерашната дебата со еден од 207-те пиари на владата, Горан Миловановиќ и представникот на ВМРО Димче Милевски. Марти 99 е во студиото 83. Лека ноќ и од мене. Но да не го должиме многу. Господа, зошто ваква алатка? Ова прашање е тенденциозно. Јас во оваа прилика само ќе цитирам познатата поетеса Кардашијан, која одамна има речено без алата нема заната. Добро, ќе ве молам само да се држиме до темата. Ве молам. Да, темата е отчетност. Граѓаните треба да имаат увид во тоа кој колку трошел во неговото време. Дури во владата на Емил Димитриев, која што траеше колку Крушевската република, еден наш заменски министер за информатичко општество потроши 1000 евра на чорба. Да не ги споменувам конјските бифтеци на функционерите на ВМРО. Абе, работите вие нешто или 8 месеци собиравте фискални? Па, добро. Точно е дека не се пребивме ние од работа нешто превише. Ете ти. Политиката што ја спроведувате вие од СДС не е домакинска. Туку политика на цици кои не знаат како се води бизнис и држава. Како можете да очекувате некој да инвестира во Македонија кога седнете на деловен ручек со паштета виршли и месен нарезак? Добро, држи. Ние од едно патување во Индија донесовме 4 милиарди инвестиција, од која преку 2 милиарди беше во крави, а остатокот хотел на Средезеро во Охрид. Господа, дајте ве молам да бидеме парламентарни, мислам не парламентарни како вие нашиот нели у парламент. И додека се смират страстите овде во студио, предлагам да се преселиме нели во нашето отворено студио, кое што во моментов се наоѓа на превојот пресека, каде што пресконференција ќе одржи портпаролот на Македонија ПАД. Мердита, да не кажам добар ден. Со првиот ден од пролета паѓаше последниот снег за оваа сезона. Затоа ние, Македонија ПАД, решивме да направиме една рекапитулација на оваа прошла сезона. Ние не сме искачале на терен, нели, доколку не било тоа итно потребно. Така да не сме искачале на првиот ден на снегот кога паднал, 10 децембар, не сме искачале во јануари и никако не сме искачале во февруари. За овој период Македонија ПАД има зачувано 1.100.000 денари. Од тука, овие 1.100.000 денари, 700.000 денари се од зачувани од гориво за возилата, 300.000 денари се зачувани од ова што не сме фрлале, ова сол, и 100.000 се зачувани од индиректно, како да кажувам, зачувани од функционерите што не деле на работа и што не сме исплаќале патни трошоци. Фалимендери. Ваш коментар, ке ве молам? Немам коментар. Народот ќе си даде коментар на избори. А ваш коментар? Чекајте, ова кафето на чија сметка е? Мислам, куќата части. Вчерашни ќе го плати, ние. Добро. Да. Не разбирам. Ало? Суза?
Да, да пријавам дека имам заштедено 20 денари на турско, без шекер. Запишете таму во системот. Чекај, извинете, но ова е програма во живо. Што беше прашањето? Ништо не беше прашањето. Кратете дебатата, продолжуваме со вчерашни. Ајде. Капуски нам Скопје, сменили им аеродром, а? Браво. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со мирина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Пролет. Природата се буди. Медведите се будат од зимскиот сон. Светот ни е малку дрвје што останале. Идила, но само ако живееш во некоја лектира за основно, која никој не ја чита. А затоа што не живееш во некоја лектира за основно која никој не ја чита туку во Македонија, еве ги првите знаци на пролета во нашата земја. Раскопани улици. Ова се јавува кај секој жив организам, па така и кај нашите градоначалници кои во налет на оптимизам почнуваат да ги раскопуваат улиците. Ова до август. Потоа следи септември и врнежи, па нема да се дига толку прашина на улиците. Можеш да го гледаш ѓубрето во дворот до 8 часот навечер. Пролета е прекрасна, па ти нуди можност без додатна употреба на рефлектори да можеш да уживаш во расфрланите паштети и пластични шишиња од пиво со кои соседите направиле амбиентална инсталација во дворот на зградата. По улица среќаваш вакви ликови. На улица среќавате луѓе кои се алергични на цветна сперма и кои поради тоа плачат и им тече носот. Масовна амнезија. Кога малку ќе затопли, се случува интересен феномен кој е мистерија за научните кругови, а се карактеризира со тоа што сите граѓани на Македонија се однесуваат како ликови од шпанска серија после пат по скали, тоест ја губат меморијата дека до само пред некоја недела паничеле за нечистиот воздух. Ова амнезија трае подолго од 6 месеци, тоест до почетокот на ноември. Еден тросет, едно семејство, една сплотеност. Тоа е фамилијата Самоковски. Секогаш расположени за гости, ова традиционално скопско семејство овој пат не покани да зборуваме за новите филмски остварувања во Македонија. Да, од Вајчека многу гледам филмов. Кога му се спремам. Вика, цел ќе опуштале сега. Сега све трейлери гледавме. Да? Мајко му. Го исцепка, мамата му расплака на угледот на Чојаков. На кого бе? На кого? На премиерот. Пола углед, пола често му ја исцепка. Другото как ќе го платам? И тоа треба да знам. Как виц? Па добро, ја би рекол вице-премиерот. Зашто бре вице-премиер?
Па цел време вика на вице, на вице, на вице. Цел филм бил снимен у еден кадар. Ајде, да знаете, ја попукам ке нјадам. Не идам, ни ја да знаеш. па. Тата, ајде, мрдни. Ајде да ме пропуштиш и ти. Ајде, спојдно евро за црквата. Ајде. Ајде, мрдни. Буткај! О, со ова буткање некој ден. Уху. Аха. Видиш? Што е смешно? Колку е без веза. Па не е смешно, глумам смеење, што не ти е јасно? Аха. А сега добиваме информација дека пресот на Единствена Македонија започнува. Се вклучуваме во нивниот прес-центар да видиме што одговори Владимир Путин. Добро вечер на сите. Ние овде као Единствени за Македонија решивме овој пакет што пристигна од мајка Русија заедно со вас да го отвориме и да видиме што има внатре. Ви благодарам. Водка. Секогаш мора да има една. Бабушка. Бабушка. Малце тешка. Бабушка. Уште една бабушка. Секогаш. Ево го писмото. Малце сум возбуден. Одговор од Путин. Товариш Јанкорас, товариш Влахов Мицов. Спасиба и харешо за водката и за бабушката. А сега да ги прочитам што ми напиша. О, калинка, калинка моја. В саду јагода, малинка, малинка моја. Хеј, калинка, калинка, калинка моја. Хеј, калинка, калинка моја. Хеј, калинка, калинка моја. Хеј, калинка, калинка, калинка моја. Хеј, калинка. Скандал. Апсолутно никој не го тресе скандалот со набавката на возила за МВР без тендер, затоа што сите веќе отрпнавме. Од медиумите кои не се занимаваат со веста за свадбата на синот на Цеца, дознаваме дека МВР без тендер набавило нови возила во вредност од 1 милион евра. Но дали е се така црно или е полошо? Вчерашни истражува. Според МВР не се работи за набавка во 4 очи, како што се шпекулира во јавноста и како што обвинува опозицијската ДПМН. Оттаму велат дека ваквите пракси на набавка во 4 очи се минато и само лоши спомени од едно владење на диктатурата на Груевски. Набавката е направена во 2 уши поради итноста полицијата да добие возила, а и при ваквата набавка МВР заштедило и ручек, кој обично се служи на вакви пригоди, со што ќе останат повеќе пари во буџетот за потребите на граѓаните. Повторно падна потпорен зид на Водно. Темелите кои што наводно биле безбедни, попуштиле најмногу поради движење на тешка механизација на улицата Пандо Кљашев. Па се очекува куќите да завршат во населбата Центар. Очигледно е дека работите што се градат во Скопско Пржино не држат многу вода. Нели, Александар? Елена држи вода муабетот, а ние продолжуваме со вчерашни. Повеќе од 140 милиони луѓе во светот може да мигрираат до 2050 година, за да ги избегнат ефектите од климатските промени. Македонија, како земја со блага континентална клима, се очекува да биде една од поатрактивните за климатските доселеници. За таа цел, нашиот Ланчо ќе се обиде преку посебен портал Watch да влезе во 2050 година и да ги пречека првите доселеници од Манитоба во Македонија. Look, this is EPA monument. Another one. EPA, another one there. Ете така, стигнавме студио, да, тука сме со Џорџ, здраво. Тука сме со Џорџ Дејмон и неговата сопруга. Извинете што доцна малце. Кажете ми, зошто се вративте од Канада назад во Македонија?
Епа, ладно бе, епа, cold. Епа, стол. Ладно е во Канада, да. Како допатувавте? Епа, со прават, епа, ракета на аеродром, епа, 7 Пржински, епа, договор. Аха, тоа е новото име на аеродромот, да. Сега вака, да, знаете дека просечната плата во Канада изнесува $5,000, тоа го знаете. Не знам дали знаете дека во Македонија изнесува $489, но до април се планира да порасне тоа до $500, така да тоа е еден... Епа, кој месец епа сега е? Сега е март. Епа, чим рекле април, епа, ќе го донесат. Епа, што е тоа? Да. Епа за 10 дена. Епа, а знаеш у Канада, епа како е? Како? Епа, чистиме снег до Студио? Јули месец чистиме снег. Дедо ме кога бил епа до мај чистеле само снег. Сега знаеш како е? На госпожата епа куќата, океан, тоа се отиде све. Пингвини чувавме у двор епа. Имате пингвини? Имаме пингвини, епа тоа се епа смрзна. Фриз. Фриз. Не ги у дубоко ги тука ги не може да ги прежели. Говорете го, господи, еве, ќе сменам темата на поведра, да. Да, што мислите за спорот со името? Дали мислите дека ќе се реши до 2050 како што е планирано? Кој име? Па спорот што ги има со името Македонија за влез во ЕУ. Ама бе, епа 2048, епа уште не го решивте? Не, 2050 сме. Ао, ние 2 години епа назад, да. Да. Епа, амамбе, епа како? Епа, Не, ама видете, има и позитивни страни, тоа се дека грчките и македонските медиуми, значи епа, ја фаќаме ние. Ама не, ќе се реши. Епа за Канада, епа вие решите го, епа call me back, епа. Ќе собирате снег до јуни, значи Џорџ. И види што направи сега ги избрка сите од Македонија. Кој ги избркал бе доста И што, ај сега сите најлоши работи ја кажувам, еве, све најлошо, најцрното ше. Како платите биле мали, како името не сме го решиле. А клинички центар нов у 2055, а? А што треба да му кажам, бе? Што треба да му кажам? А ова железничката за Бугарија у 2063 што ќе ја правиме? Нели ќе оќутиме тоа, нема проблем. Бркате доселеници, бе. Ќе поместиме пописот сега за 2060, за да не јадете пола Македонија сме се иселиле, сме останале само 360.000. Абе не, вие новинарите сте, вие сте за ќутак, бе, знаеш, толку пилиња сте вие. Ќе дојдете да протестирате, ќе протестирате, сега нашто ќе ја поддржиме, нашто ќе ја поддржиме. Значи, ќути доста, не дојдов у 2050 за тебе пак да те слушам. Студио, дали имаме некое друго прашање? Не, Ланчо, немаме прашање. Можеш да се вратиш во 2018-та, макар што јас не забележав некоја крупна промена. Ни јас, Илена. Предлагам да продолжиме со вчерашни. А во петокот, во официјална посета на Република Македонија, пристигна грчкиот министер за надворешни работи Никос Коdzias. Капуски идам Скопје, сте сменили им аеродром, а? Браво, јас су Никос, јас су... Калимера. Лабело зема лабело. Ре, Никола, како си Никола? Супер. Има ли гиро тука да се јаде, Има. Сарми има. убаво. Мусака. Кебаб, има кебаб, има све. Све што сакаш, бе. И ти лабело користи, а? Со мед. И колонска вода, омиджиша, Каже Ана Бор. Да, Зоки тука да го баци Цицо. Ела ре, Зоки ре, ела да те баци Цицо. Ники, Да те баци. Што биде со името, а? Ги идеме, смени име, летушка на Халкидики соба даде, кревет на плаза. Стварно ли? Да. И ти лабело користи, не? Да, бе. Да, бе, Ники, јас сум мето во шо е. А гиро, има гиро? Да јаде. Гиро ли? Абе, ич гајле, имаш и гиро ќе направиме, и све ќе направиме. Кај талат, тамо не дават гиро. Абе, оди ти кај него и па да се врнеш кај мене. А ќе дојдам. Абе, Ајде. срце човек си, бе. Не може да те пуштам. Резидент диджеј. Без бацување мене, само наздинат со две раци без бацување. И да дојдеш сега да ти пуштам музиче да видиш што е хит.
Едно име, за едно име се преговара, едно име за зида. Еви Горна Македонија без спејс, едно име. Ајде ме носи ке Зоки, да се поздрави со Зоки. Тебе, Ники, сега дојде, сега ги си оди. Сао адиос, сао адиос. Ајде, астала виста, Алби бек. И на тебе, Ласти. Гиро, не проводи Гиро. Ќе биде следниот пат. Ајвар, ја ти пушти, изгајли да немаш. Ај па да дојдеш на Хрки Дики. Обавезно. На плажа, 2 кревета и за деца. Леле. Купат си носи. Леле, бе, Ники. Ти како меченци, не може да те пушти човек, бе. Леле, жена ми волко, не има гушкано. Дали и каде се појавија првите кокичиња? Какво време не очекува и зошто? Дознаваме од Ведермен. Се е така доброво, робово, подобро, ево Трампо веле, сама не се дише слободно, Устоби ме нада, променливо стално од снегов нема зошто да се изненадам. Ветар у лихнидос, активно, следи стабилизирање, проценување штета пасивно. Штета може, нема кој да плати, но на крајот сиве места боле да се преселам у Слатино. Ведермен. Peace. Дојдовме до почетокот на вчерашни. Репризата имате уште вечерва на YouTube. Сега сте чекор за ците. А ние се гледаме следната недела на истото место. Местото од каде секогаш дознавате последни. Добро утро. Добро утро и од мене.